Треба да се одредат сите комплексни броеви или множеството комплексни броеви, z е комплексен број, така што да биде исполнет условот z плюс i плюс 1 да е поголемо или еднакво од 2, апсолутна вредност од ова, да е поголемо или еднакво на 2. Тоа значи, апсолутната вредност е растојание меѓу a минус b, например, тоа е растојание од точката a до точката b. Па сега оваа ќе го запишеме како растојание од точката Z до минус и овој број да го запишеме со минус ќе биде минус и минус 1, за да биде растојание меѓу две точки, меѓу оваа и оваа точка, растојанието да биде поголемо од 2. Значи, тоа се сите комплексни броеви кои што имаат растојание од оваа точка се оддалечени повеќе од 2. Ке нацртаме точката минус и минус 1 има координати. Прво реалниот го пишуваме, па имагинарниот број. Значи, тоа ни е точката М и ќе ја нанесеме во координатен систем. Минус 1. Тука е точката М. И радиусот треба да биде 2. Значи, растојанието да биде поголемо од 2. 1, 2, 3. Значи, цртаме кружница со радиус 2. Еве, оваа должината е 2. И оваа кружница, и тука ќе биде точката 2 до тука. Значи, вака ќе ја нацртаме кружницата со радиус 2. Бидејќи тоа се сите точки Z, минус оваа точка поголемо од 2, односно растојанието од комплексниот број до оваа точка да биде поголемо од 2. Ќе бидат сите овие вредности. Значи, сите тие броеви надвор од овој круг ќе го задоволуват овој услов. Сега ќе видиме да ги најдеме сите комплексни броеви за кои што оваа растојание е еднакво на оваа растојание. Така како во претходната задача, тоа ќе го запишеме апсолутна вредност Z минус 1. Нема потреба единицата, само да нагласам дека е минус 1. И тоа ќе биде растојание од точката Z до бројот 1. А овој број 1 е комплексниот број 1 плюс и по 0. Значи, ќе има координати оваа точка 1 и 0. Другото растојание е Z минус и. Пак ќе го напишеме како Z минус и другата точка ќе ни биде и, а и како комплексен број е 0 плюс 1 по и, значи точката B ќе биде 0 и 1 со овие координати 0 и 1. Треба тоа растојание да биде исто. Z минус 1 да биде еднакво Z минус и. Односно, растојанието од точките од А и Б да биде еднакво. Точката А е овде, 1 и 0. Точката Б е овде 0 и 1. Значи, за X 0, Y 1. Овде ќе биде точката Б. Кои точки се еднакво оддалечени од точките А и Б? Тоа се точките што лежат на симетралата на оваа одсечка. Симетрала е права која што минува низ средината на одсечката и е под прав агол. Значи, ќе нацртаме симетралата и оваа ќе биде решение на множеството комплексни броеви. Значи, тука ќе спаѓаат сите комплексни броеви што лежат на оваа права. Тоа се тие комплексни броеви што
ова е решението или тие лежат на правата. За разлика од претходната задача, тоа беа сите комплексни броеви што се надвор од тој круг. И сега ќе го скицираме ова. Z е комплексен број, така што е исполнето ова. Значи, за кои комплексни броеви важи ова решение да направиме скица, да го скицираме решението. Ако Z е некој комплексен број и да го запишеме со x плюс и y. Или y и. Реалниот дел од z е x, овој број што нема и, а имагинарниот дел од z е y. И да видиме сега што ни е ова. 2 пати по реален дел од z е x на квадрат. Плюс имагинарен дел од z е y е помало од 1. Да видиме како ќе решиме ова неравенка. Прво ќе решиме равенката, па потоа помало од 1. Значи да го решиме ова како 2x на квадрат плюс y еднакво на 1. Од овде y ќе биде еднакво 1 минус 2x на квадрат. Па после ќе земеме помало. После ќе го нацртаме y помало од 1 минус 2x на квадрат. Прво да го нацртаме графикот на таа функција, цртаме една парабола, значи прво ја цртаме помошната минус 2x на квадрат. Ова, па после ќе поместиме за 1. Тоа е x, y, да земеме минус 1, 0, 1, нека е 2, можеш и минус 2 да се земе. И да заменеме на местото x минус 1 на квадрат 1 по минус 2 минус 2. Потоа, минус 2 на местото на x ставаме 0, минус 2 по 0, 0, потоа за 1 на квадрат 1 по минус 2, минус 2, 2 на квадрат 4, минус 2, минус 8. Да го скицираме. Нула и нула са минус 1 е минус 2, за 1 е 2, за 2 е минус 8. Значи ја цртаме параболата. А бидејќи имаме и плюс 1 минус 2x, оди за плюс по y оската нагоре. Сите точки ќе ги нацртаме. Да видам друга боја. Еве, сите точки за 1 нагоре. И оваа точка. Ова е таа функција y еднакво 1 минус 2x на квадрат. Или плюс 1 плюс не се пишува, но само да знаеме дека за плюс 1 оди нагоре. Тука се барат по y оската сите помали од оваа функција. Значи, помали вредности од таа функција ќе бидат тие. Еве, овој дел ќе биде решение. Тоа ќе бидат тие комплексни броеви што припаѓаат во овој дел.